Здраво, драги мои, добро вечер, добре дојдовте во Македонија. Вечерва имам навистина интересен соговорник со кого ќе споделиме мисли во ова издание. Ве поканувам да останете до крајот, ако сте вклучени на почетокот, а да му кажеме заедно добро вечер во студиото и во Македонија на господин Тихомир Стојановски, доцент на Факултетот за драмски уметности, раководител уметнички, мислам раководител, инаку јас некако и како синоним вака го доживувам на скрп и утеха. Значи, еден од луѓето што откако постои скрп и утеха, мислам дека е поврзано и со Тихо Стојановски функционирањето на скрп и утеха практично. Добро вечер во Македонија и добре дојдовте конечно. Добро вечер, добро ве најдовме, да сте здрави, живи, да имате век, година повесели, помногубројни, како што велат нашите. Так. На македонскиот Нашите секогаш си има љубави, поздравувања со многу символики во зборовите што ги искажуваат за посебна прилика, се разбира. Сега не знам како да го започнем разговорот со господин Стојановски, бидејќи тој од многу аспекти една интересна личност, особено за во ваква програма како Македониум. Јас дури би сакала да го започнам со него разговорот од некои минати времиња, бидејќи тој е од оние луѓе што на времето беа малкумина, а беа дефинирани како македонисти, со денешна една терминологија кажано. Тогаш на времето некои од околината ги дефинираа како големи македонци. Во секој случај луѓе кои секогаш се држале до македонската суштина на нештата, македонскиот потенцирање на македонскиот идентитет на нештата и македонските асоциации во секојдневието на она што го живееме на овие македонски простори. Меѓу другото, скрп и утеха и Тихо се едни од оние ретки луѓе кои практично ја вршеле таа мисионерска дејност македонска, на убавиот македонски говор и поздрав, како што слушнавме вечерва, меѓутоа и други некои идеи и кај македонците во другите делови надвор од нашава матица, значи од другата страна на границите, и во Пустец, и во Мала Преспа, и во Голобрдо, и во Пирин, еве сега. И каде се не, сегде тока што има македонци. Сигурно, да. На македонскиот полуостров, како што беше древното именување, затоа што Балканот е поново именување. Дали е тоа настанато во 19 век, Балкан на пирински значи планина. Да. Значи не сме ние планина, туку имаме име кое е кое да не зборуваме дека е старо, туку е божествено, бидејќи богот Македон е син на Зеус и Тија, и ние сме неговите потомци, внуци, да речам наследници, и до денеска се зачувало тоа име, што не е случајно, и да се преименува божественоста, мислам дека е греф. Да не се почитува Господ, да не се почитува земјата која е света, која е врзана со сите религиски состави, со духовноста, врзана со минатото, сегашноста и иднината, и затоа мислам дека би требало барем ние да го именуваме на македонскиот полуостров, бидејќи тие што го именуваат како балкански е многу слично како што сакаат да не го променат името, а името е дадено од Бога и само Господ има право да ги одзема и дава имињата, така да во тој контекст ќе кажам дека на македонскиот полуостров посебно задоволство што сме ние македонци и дека е тоа посебен и дар од Бога, тоа е посебност што сме преживеале, затоа што многу големи цивилизации се исчезнати и не постојат, например, персијанците, суштински ги нема, не византиците, суштински ги нема. И така натаму, а Македонија е останата. И сега земни луѓе, смртни луѓе, ајде да не речам обична сила, која силата е минлива, духовната останува, сака да промени нешто што е божествено, што е невозможно. Мислам дека се прави грев и кон нашава земја, и кон Македонија, и кон целата земја, и кон некоја сила која суштински не одржува во живот повисоката сила кон космосот и ни испраќаме негативна порака, дека не сме научиле нешто. Дека треба се почитува тоа што е останато, дека си има своја причина. Така, ако ќе ми кажат Балкански полуостров, мислам дека како да влезете во црква и да ја сквернавите. Мислам дека е тоа греф. Самиот збор значи планина. Ние не сме планина. Ние сме нешто што е свето, што е од Божји син, нели? А сите бараат да бидат поблиску до Бога и војните денеска се водат во името на Бога, се тепаат разните, како да ги кажеме, религиски концепции, што исто така нераженственост, за разлика од македонизмот, која е сосема нешто друго.
Ова што е на масава само покажува и докажува колку сте вие плодни и продуктивни, колку излегло од вас од тоа што сакате да кажете, да обнародите, да споделите, да дадете некому иницијација за отварање на македонската свест, што е многу важно. И пак ќе се навратам, сите овие години наназад, верувам дека бевте од онаа категорија на луѓе кои што, како и сите македонисти, сите оние што делуваа и действуваа во име на македонската вистина, беа малку маргинализирани, беа малку неразбрани и несватени и етикетирани како вакви, такви или онакви. Тука некако сакам практично ве дефинирам така, затоа што горе-долу можеби не толку колку вас, меѓутоа и јас сум била на таа линија и знам како се тоа изгледало. Во вашиот случај тоа уште подрастично, бидејќи уште почиста и појасна можеби би била мислата и уште посилна и енергијата на тоа што сакате да го кажете и да го споделите. Ова тука вечерва на масава е само резултат на сите тие години и сите тие отварање на душата македонска, би рекла, во име на таа голема идеја што ја спомнавте. Туку што се вративте од нашите во Пирин, бидејќи е тоа свежо и практично како оттаму право да доаѓате во нашето студио, би ве замолила за еден краток коментар на тоа што видовте и доживеавте, а ние ќе видиме и еден видеоматеријал што ни го донесовте. Суштински, последниве години, од кога Македонија се разбуди, да речеме, односно излезе повторно на површината по Божја волја, дека е таа тука и дека има зошто, или Македонија е тука и сите овие настани кои се околу неа не се случајни. Да кажам дека се прекршуваат вредноста, цивилизацијските вредности се прекршуваат преку Македонија. Некакво европејство, некакви сојуз воен НАТО се прекршува. Зборуваат за демократија, а тие се прекршуваат преку македонизмот. Значи, има зошто постои таа земја. Од кога се разбуди Македонија, ние тргнавме, бидејќи нашите политичари зборуваа постојано за Европа без граници, за НАТО, за некоја слободна демократија и така натаму. И ние тргнавме со култура, а да создавате македонска култура е да творите како да влегувате во Божјо време. Затоа што Македонија не постои само сега и овде. Таа е врзана со минатото, создавањето на светот. Таа е темел на белата цивилизација и е врзана во иднината со тоа што ќе му се случи, што наскоро ќе му се случи на светот. Значи, кога ќе влегувате во Божјо време и кога ќе го преминете македонскиот зид, македонската ограда, значи од Република Македонија, соседни земји, каде што живее еден народ, кој со, барем, ајде да речеме, последните 100 години на вистина потиснат. Потиснат е зашто не му се дозволувало да се искажува, да биде човек, му се забранувале песните, јазикот, уметноста се присвојувал. Значи, кога тргнавме да појдовме кај нив, да провериме дали постои таа Европа, или Европа, ќерка на Филип II, и Европ, Гаван, Европ и Пердик, еден од тројцата браќа. Да. И Европ бил и топоним град во античка Македонија. Значи, да видиме дали постои таа Европа без граници. И секогаш кога ќе преминавме границата на Република Македонија, ние на вистина како додевме во војна, затоа што создававме македонска култура. И веројатно чувството е кога Александар тргнал во поход. Таму не чекаше секогаш некоја пречка. Значи, на овој или иној начин се покажа дека македонската култура се уште не е дозволена. Посебно во земјите што се денеска членки на тој, како што викаат нашите соседи, Европејски сојуз. Да. Дека таму не се дозволува слободно на македонски да се игра представа, да дојдат пејачи да пејат, да се дружиме. Посебно во јужниот сосед, таму е страшна работа. Таму на вистина мислам дека цивилизацијата сопира, кога на луѓето им забрануваат да пеат. Ние имаме случај, доаѓа на нашите Дионисови средби, една манифестација која исто така во духот на човеколюбие, песни и оран или Европа без граници, доаѓа од сите соседни земји македонците. На луѓето што доаѓа од Егеско неколку пати, им дозволува само да играат и да свират, но не и да пеат на македонски. Тоа се случува последниве 4-5 години. Да не се слушне зборот македонски дури ни низ песна. Ние, пак ќе речам, европејство, цивилизација, зборуваме за демократски свет, а тука постои еден зид, страшен зид. И ние полека како да сме во некаков затвор. На луѓето им забранува духовна комуникација. Сакам да ве прашам,
тихо, бидејќи сте го доживеале тоа како нели една евиденција на практично делување, да речем. Одејќи таму, доживувајќи ги си фактички состојби, како нешто од прва рака, нели, не пренесено, не прочитано во весник или видено на телевизија, вие сте тие што ја правите и што ја одржувате таа комуникација со сите овие наши луѓе од другите страни на ѕидовите, што би се рекло. И верувам дека го имате чувството за таа македонска енергија во малку пошироки размери. Сега, од тој аспект сакам да ве прашам, говорејќи точно за таа европејска демократија и за придобивките на цивилизацијските придобивки на 21. век, кога упорно ви продаваат приказни дека од ова, она или не знам која техничка причина, не знам, не ве примаат во НАТО или нема да ве примат во Европската Унија, а тоа скриено зад некакви маски или парадоксални некакви пројави на загрозеност на националната безбедност на истите тие од Македонија, нели, ваква каква што е. Имате ли чувство зошто сето тоа се случува? Зошто се случува сето ова со македонецот? Зошто се случува сето ова со Македонија, со македонскиот јазик, со македонскиот идентитет? И со името, и со чувството, и со енергијата. Значи, нас проблемот не ни е Грција или само Грција. Видовме дека практично проблемот ни е Европа или целата така наречена високо развиена демократска цивилизација на 21. век. Сега се поставува суштинското прашање. Што е тоа што толку им пречи за да се отвори свеста македонска? Ајде првен да расчистиме со нашите соседи, значи. Ние имаме една земја која се викаше Македонија и тоа е едно од најстарите имиња, ако воопшто можеме да збориме, кој до денеска суштествува. Значи, ако тргнеме од Хомерово време, 1200 години пред наша ера, да тргнеме од тука, кај што е пишано, кај што се споменува тој збор и е фалсификуван, ќе го најдете во изворите. До ден 3500 години, од прилика, постои тој народ и денеска постои. На Балканот, како што го уменува, го прекрстија, го применува, како што сакаат денеска да ја прекрстат и Македонија. Да ја нема. Денес нема, ако може да стиснат делети да ги нема. Постмакедонски идентитети. Сите од нив, соседни земји, црпат од македонската историја, црпат од својата мајка, делови од историјата и суштествуваат. Так. Но, во даден момент, ако Македонија случајно се крене некаде, тие ќе си изедат меѓу себе кои ќе ја заграби Македонија. Тоа се како деца кои сакаат да ја земат мајката само за себе. И јас им кажувам, да, македонската историја е голема, бескрената е Божја работа. Во неја има место за сите. И за бугарите, и за србите, и за грците, и за албанците, и за словените. Но не можете од македонската историја да ги изфрлите македонците. Во тој контекст, значи, последниве 100 години, да не одиме подолу, е случен страшен погром, по тоа ќе подразбирам убиства, палежи, кражби, геноцид, забрана на јазик и да не зборуваме. Соседните земји се со крвави раце, нивните цркви и водачи. Ајде да отвориме од каде да почнеме од Илинден. Колку луѓе се убиени во името на таа земја од сите наши соседи. Ако тие имаат доблес еден ден да станат македонисти, да дојдат до некоја боженственост да му се извинат на македонскиот народ, па и таа Европа да клекне да се извини за тој гибел. Нели како што може германци да им се извинат на евреите. Овде не може да се направи список колку луѓе се убиени. Во Егејско, во Пиринско, албанците неколку пати за време на Турска и во Втората светска војна. Или да не зборуваме за српските доминации, а сега духовното убиство со словенизмите. Да. Тука е суштината. Нешто што друго, веројатно, кога ќе дојде, Македонија е запишана во откровенијата на Свети Јован Богослов. И полека кога значи доаѓаме до таа точка, не сме малку, можеби 100 во Македонија доаѓаат до таа кота. Тоа е армакедонската битка. Тоа е Свети Јован Богослов, затворен островот Патмос од римјаните, нели постмакедонските царство. После 100 години добива провидение и го пишува откровението, во кое народот Армакедон, од земјата Армакедонија, во која се случиле сите војни. А која е таа земја? Тројанската, античките македонски војни, римските војни,
византиските војни, првата турските, првата балканска, втората, првата светска, третата косовските војни, пост рамковната војна што ние наметна се случуваат тука. Во Македонија се случени сите војни. Во таа Македонија, значи народот Армакедон, тие што ќе останат, затоа е важна оваа земја. Со силите на ангелите и самиот Господ ќе слезат, ќе го победат паднатиот ангел и тогаш Господ ќе ја крене Армакедонија на небото. Тоа е приказната за која се води оваа битка. Што нечито живее во земно време. А за да ја разберете Македонија, морате да влезете во божествено време. Значи, тоа е посебна состојба на свеста. Македонизмот разбира човеколюбие, разбирање на различностите, причина и последица зашто е поставен светот, никогаш не подразбира мраза, затоа што ние еднаш како владеевме светот. Александар го освои светот. Нема ништо тука големо да убиваш луѓе и да го освоиш светот. Тој тргна затоа што тоа беше Божја волја, нели, за да остави траг за ние денеска да го правиме дека е пожив од нашите политичари. Так. Замислете, денеска на телевизиите луѓе се одрекуваат од него, луѓе кои учеле во еден, да го речеме, образовен систем, а духовната смрт е пострашна од физичката. Вие не можете никога да убиете, ќе му го одземете телото, Господ ќе го врати назад, да ја доврши работата. Духовната смрт е страшна. Да му забранувате на некој да се образува, да се спознае самиот себе си. И Македонија е на голем испит. Македонија мора да обстане. Затоа што таа е врзана со продолжувањето на светот, со прочистувањето. После Армакедонската битка, тоа е познатата реченица што ја цитираат многу филмови. Станете мртви, да влезат живите. Значи, мртвата македонска војска со силите на ангелите. И така натаму. Вонемен, станете добри и така натаму. Тоа е приказната што е врзана со Македонија. И сето ова што се случува, кога ќе ги поврзете работите, кога ќе влезете во Божјо време, го сваќате како многу нормално. Инаку, како да објасните дека нашите македонци во Пирин, на Родопите, во Гора, во Голобардо, во Измира на Долија, во Пустец, во Мала Преспа, во Корча, во Тирана има македонци, секаде има, долу према Драч. Или во Егејско. Тие се тука, остануваат и покрај сето. Знаете, кога ќе тргнете да видите македонец. Па и на Химелаите, и секаде по светот каде што ги има. Значи, кога ќе бидете, вие ќе издржите се. Тоа е како приказната за некои луѓе. Што ќе беше ако Исус Христос се откажеше од своето име? Значи, како што велат верниците, да фатиме сега загонската, Дзеус го роди Исуса Христа и тој дојде во Македонија. Му рече на апостол Павле, појдете во светата земја да го ширите Евангелието, нели? И сите тие беа распнати, сечени, бесени, горени апостолите, како 12 генерали, и тие издржаа. Нели? Кога си војник Христов, ќе те судат, ќе те напаѓаат, кога си војник на македонизмот, а македонизмот и христијанството се многу слична категорија, зашто тие се земени од стоичката филозофска школа, од школите на Аристотел, од и Христ се појавува неколку пати. И првиот Христ, историски пишано, е свештенослужителот Христ на Аполон во Илијадата. Агамемнон му ја зема ќерката Хрисеида и тој му се моли на Аполон, Аполон им фрла чума на ахајците. Тој е првиот Христ, Аполоновиот свештенослужител. Аполон не е случаен, неговите храмови се потеве, например, во Трескавец, од храмот Успение на Пресвета Богородица, открен храм на Аполон. Вториот Христ е Стоикот. Тој велеше, се е таткото, се е синот. Тој живее во времето на Александар. И третиот Христ е Исус Христос. Освен тоа што западната европска цивилизација која го собра сето знаење од македонизмот, го преведуваше од латински, па не знам, старогрчки, му даваше нови именувања, се сложува дека христијанството е темел на стоичката филозофска школа и на учењата на Аристотел. Денеска учењата на Аристотел ги има во македонските народни поговорки, ги има по Англија, по Шпанија. Така. Например, она дека за да запознаеш некого треба да изедеш килограм сол. Со него тоа е од Аристотел. И многу други. Само човек треба да седне и да ги, бидејќи ги читаме од англиски на македонски, англискиот јазик јамска структура има. Потешко е да се задржи метарот и стапката на македонизмот. И Македонија е темел на она што го зборуваме. Почит на боженственоста. Па и на зборот и на словото, нели? Па да, суштински. Ако сте ги читале едни македонци, сум ги читал, ги познаваме лично. Ние се познаваме. Точно, тие сме толку малку луѓе да 15 на 20 години со македонизмот и морам да кажам една реченица, со некоја невидлива администрација во оваа земја, која се вика Македонија, се именува, а не е тоа.
Затоа што ако се именуваше така, македонистите ќе беа напред и ќе го воде овој народ. Ти ние сме потиснати и често го велам тоа, Македонија не е слободна. Еден ден, кога Македонија ќе биде слободна земја, кога македонизмот ќе доминира, а не некакви силата е минлива, неколку пати го кажувам тоа. Духовното е вечно. Силата доаѓа, се бори и паѓа, сите империи ќе паднат. Прашање на момент. Да, и сега имате една таква, иако мала група на луѓе, кои освестени секој на свој начин, меѓутоа понекогаш се случува секој паралелно, индивидуално, па после нели откриваш дека или откриваат дека со некого дошол до истите сознанија. И сите тие луѓе немаат никаква материјална полза. Тие се потиснати економски. Тоа е единица мерка за сите тие луѓе. Ако може ќе ги пензионираат, ќе ги избркаат од работа, не им даваат да напредуваат во професијата, на конкурсите на државните институции не поминуваат нивните проекти. Никогаш не добиле ни еден, да. Не поминуваат нивните книги. Никој проект од и кога ќе Министерството видите, за ќе култура. сватите дека се работи за една божественост, како богомилите, како стоиците, како оние, како Александар, кој прв се откажа од материјалното, го остави сиот имот, го раздели и рече дека останувам со надежда. Сега еве точно нашите заеднички другари и пријатели едни македонци дошле до нивното сознание дека македонците се тие, покрај сето ова што го говоревте досега како, не знам, една исто така теорија која веројатно ја застапуваат сите македонисти, меѓутоа и дека, меѓу другото, тие се тие што го носат Словото Божје, изборот македонски е единствено тој што суштествува со содржината. Значи, секој збор на македонски може да ја одрази точната суштина на она што сака да биде кажено, за разлика од зборот истиот на англиски или на некој од другите јазици. Тоа е друга тема. Значи, Македонија има многу теми, како да почнеме од неолитот или да почнеме од Троја. Ајде да почнеме, например, ова што го говориме, зошто е македонизмот или зошто е македонецот праосновата на нештата и на светот. За сметка на ова, ги спомнавте некои луѓе што навистина не знам како се осудуваат дали зад јавно и да нели со една своевидна дрскост, нели, да ве убедуваат дека ние немаме никаква врска ниту со Александар, ниту со античка Македонија и така, и при тоа да останат живи. Мислам во наводници. Тие се политичари. Да, меѓутоа политичарите се тие што треба да го креираат јавното мислење на крајот на краиштата. Филозоф и со Александар одеше еден калан па се самозапали пред фалангата. Не знам дали ја знаете таа приказна, кога плаче 15.000 војска до утрото да гледа човекот, вика заминувам кај Бога. Александар мислел дека ќе си замине дома. Не, вика тука и се запалува. Има еден индиски филозоф се вика Ошо. Тој знаете што вели? Политиката е болест. Тие на власт за да земаат од материјалното, за да можеме да ги заковаме, да им ставиме, да ги заковаме за нивните столчиња, за да можат да црпат, за да имаат власт. Власта е духовна, не е во силата, ќе направат се. И не можете вие во името на еден народ да зборувате. Абсурдни работи. Денес, како и го распнуваа Исуса, истите тие, столицата на христијанството. Католицизмот се наоѓа каде што се катакомбите на христијаните, каде што македонците беа првите христијани и така натаму. За јазикот само да кажам. Ние историски можеме да кажеме тројца македонци кои создале слова. Пишани оставени во историјата. Првиот е Орфеј, митскиот македонски цар. Пишано е во сите оние што не се фалсификувани историски речници. Значи, Орфеј ги собрал македонците и траките, во една одаја им ги предал словата. Тој е првиот човек кој дава букви, митскиот македонски цар. Вториот кој создава азбука е Свети Кирил, тој ја создава глаголицата. Третиот е Свети Климент кој ја создава. Значи, ние имаме тројца луѓе што себе си се идентификувале како македонци, и тоа и биле, што создале три, давале слова, давале букви. Значи, словото е од Бога и Бог го дал словото. Затоа во македонскиот јазик врската на боженственоста на збор со збор е неверојатна. Од еден збор можете да тргнете во боженствена патека, да раскажете цела приказна. Тоа е просто неверојатно. Второто е што диалектите на македонскиот јазик се ритмички записи на нашите предци. И ние, пак ќе тргнеме, ќе кажам за Хомер. Ние можеме да го докажеме тоа. Илијадата на Хомер е напишана во 17 осминскиот такт на македонското поро. Ние можеме да се фатиме да го диграме. Рам пам парам пам парам пам парам пам парам пам парам пам парам пам. Гневото Божице спеј го на Ахила, синот Пелеев, 5 по 3 15 и 2 17. Значи дактил, 5 тросложни стапки
и една двосложна. Дактилот е многу својствен на македонците. Рам там там рам там там рам там там рам там там рам там. И сега, ние можеме де факто, фактички да докажеме, тоа што го правам со моите студенти на прва година, како е настанат театарот. Ќе ги соберам да се соберат како хор и ќе им дадам да отпеат една македонска песна. Не знам која е, да фино вино црвено како хор. Потоа ќе замолам еден да излезе од хорот и да принесе леп и вино, да му даде на боженственоста, нели, како дар на Бога, бескрвна жртва. Потоа ќе ги замолам истата таа песна, да фино вино црвено, да ја одиграат во оро. Од кога ќе го направат тоа, ќе замолам еден студент истата песна да ја каже во стихови. И ќе видите дека тоа е напишано, например, 1, 2, 3, 4, пејан, значи просто македонско оро, и почнува да зборува во стихови. Пејан е химна на богот Аполон. Четворосложна метричка стапка во која нагласувањето се менува, како во македонското оро. 1, 2, 3 и 1, 2, 3 и прост пејан. Било која македонска песна што играме на свадбите. Со тоа што, например, да вино црвено, сега пејан. Да фино вино црвено, или да фино море вино, дан. Значи се менува на гласувањето. Ние можеме да го одиграме. Тоа е суштина. Дури изборот пејан, опејан, надпејан и така натаму е останат ист. И безброј приказни има. Не е потребно да се измислува. Најнакрај, будењето, спознавањето на самиот себе си, она што по Аполон го пишува на Аполоновиот храм во Делфи, спознај се самиот себе си да бидеш силен, се случува токму сега, кога од сите страни се обидуваат да ја распнат, да ја ничкоса, се да ја избришат со вас, Македонија. Да, дури ние дојдовме во Македонија вака анализирајќи ги сите овие нешта што ни се случуваат до тоа, значи, светот се уште не е зрел. Се уште не е зрел, ништо не научил. Дека требаше нешто да ни се случи вака страшно и шокирачки да го иницира внатре тоа нашето негде длабоко сокриено македонското. Европа по цивилизацијски паѓа, доаѓа до степен на варварштина. Таа првен што треба да направи да се извини на Македонија. Не само. Парадоксални игри околу Македонија паѓаат во вода, точно. Веќе никој не им верува, нити самите тие си веруваат во тоа што го говорат, знаете. Тоа и јасно е дека сето тоа мора да има свој крај некогаш. Бидејќи ми даваат сигнал дека некако овој прв дел од разговоров треба да го прекинеме со реклами, меѓутоа пред тоа видивме дека ќе одиме со пирин. Значи одиме со пирин или со реклами, само да знаеме. Со прилогот. Тихо, да ги почистиме нашите гледачи со ова што го донесе од пирин, бидејќи е свежо или туку-што снимено, би рекла. Пред да го пуштиме, јас само сакам да ти кажам мој еден впечаток на тоа што сум видела од слични вакви гостувања кај македонците од другите страни на зидиштата. Значи, фасцинирачки е колку тие луѓе им треба малку за да се разбуди таа, нели? Исто така длабоко сокриена можеби македонска енергија, меѓутоа точно таа изолираност е па чиста и недопредна и негибната и е вистинска македонска енергија со сите квалитети. И им ги гледам очите на дечињата кога те гледаат како им го раскажуваш монологот на Александар Македонски и гледам дека се идентификуваат веднаш во истиот момент и со Александар и со македонците и веднаш тука знаат и кои се и што се и кои биле и што ќе бидат. Значи правиш една навистина грандиозна мисија со сите овие години назад низ македонците наши, тоа сакам вака јавно да ти го кажам како благодарност практично од оваа страна на оградата, над зидот и еден јавен респект практично за сето она што го правиш во име на Македонија. Благодарам. Значи одиме со македонците од Пирин, така? Каниме на нашите празненства, па те родилко кротка, он среќа и благодети.
Артемиос со име велико, од крвта света на Цевса што произлезе. Сепак треба да се врви напред. Повелете, вие сте наред. Татковината не е статер за подкусурување. Се работи за слава и достоинство низ вековите, пријатели мои. Татковината е жива додека се слави нејзината култура. Да сте здрави и живи, за секогаш љубов во срцата. Јас сум Стефан Џерзиев, од село Љаски, Пиринска Македонија. Гледах представлението на театар Скрапилотека и многу ме хареса. Това е театър, който нема политика в него, няма такова, всичко се говори за любов, за омраза, за веселие, за песни. Така трябва да е навсякъде по цялата Европа. Инако представата беше много добра. Многото, кои бяха присутни, са много задоволни, но трябва да видят по-често. Представлението беше много хубаво, приятно, идеално, супер направо. Много хубаво. Изпълнението беше страхотно. Значи да може по-често да се... Ами по-често и вие да идвате, и ние там да учиваме и така. Друго, пожелавам ви здраве, щастие. И най-хубаво. Името И по-често. да не се подадат на гръцките вашата влада. Да държат за името. Ние сме егейски македонци. Хора сте гостоприемни и много добри артисти. Само съжалявам, че беше малко. Добро сега, да се събираме, да одиме вака по-често. По-често. По-често да се гледаме, да... И аз да ма нема пак да идвате. Братя македонци, добре ми сте дошли в нашето село, в нашето село на Свети Георги. Заповядайте. Много хубави песни. Научихме от вас и вие от нас. Така. И вашата песна нас исто не... Да продължаваме хиляди години така. Така. Да все напред. Здрави, да одиме едни към другите. Така, не ли? Така, да можем всекоја година да одиме. Кога сме най-зле, така да сме живи и така да сме живи. Живи и здрави. Така да се посрещаме, живи и здрави. Дълги години да живеем. И вие да сте живи, и вашите песни на сърце не останаят. Господ ни благослови и домовете, и чадата, и всичко. Така, сте живи и здрави. Вашия театър на богослови, вашия театър с много молитвина на богослови. Благодаря ви много, че много хубаво изпълнихте. И ние ви благодарим много. Кажете. Да остареем, да побелеем, като манговите гащи или като снега на Пирин. Така да побелеем всички. Како се викаш ти? Кристиян. Кристиян. Кристиян? Да. Кај живеете вие? Од каде сте? Од Мосомиште? Да, от Мосомиште. Македонци ли сте? Не, да. Да. Како не? Ти, шо сте вие? България сме.
България, македонци сме, ама само че живеем дето в България. Ние сме македонци. Що сте вие? Македонци. И многу е необично, Тихо има навистина искуство долгогодишно зад себе, за да може да каже како се раѓа тој момент на иницијација. Кога македонец ќе се сретне со македонец, не е битно после колку години. Ми се чини дека е потребен само миг за сето тоа што изминало или таа комплетна изолација едни од други да неповратно се изгуби некада во некој безпаќе и да се појави на чувство дека конечно, нели, сте со оној, практично како заборавени роднини кои се сретнале после долго време. Не е битно на кој македонски простор. Сигурно, навистина е, му благодарам на Господа што ми го отвори тој пат да го преминам македонскиот зид и да играм за во соседниве земји. Значи, 94-та година прв пат отидов во Албанија. Тоа беше голем шок. Затоа што не можам да ви објаснам што се случуваше. Навистина, кога игравме, први не пуштаа на граница и да не зборуваме дека секогаш има пречки. Од другата страна на границата преминавме кај што беа кај Ресен, нели, македонскиве цариници, кај што се наши беа тогаш. Значи 94-та влеговме во Корчево, театарот веќе знаеа дека нема да дојдеме, се вративме во Мала Преспа, игравме представа пред селската црква. На тогаш тоа не беше црква. Од црквата наместо свекнаси залемиле тенџериња и со шкорчиња од кибрид палеа свеки. Суштински ние го игравме Годо Келавата пејачка. А да ви речам дека 200 луѓе во тишина ја следеа и разбираа представата. Не можам да ја раскажам таа представа, тоа беше голем шок за нас. Емотивен шок со сие луѓе кога се сретнав. Од тогаш повеќе пати, значи, поминував и вулево и вудесно, речиси на сите делови, освен во Србија, значи не добив средства да заминам да играм во Белград, имав неколку пати покана да играм со Александар Македонски. Што е суштински, од кога почнав да го играм Александар од 96-та година. Секогаш кога ќе се појавиме било каде, значи во места рурални средини, во Голобрдо, во Гора, помаците на Родопите, ќе речеш македонци, муслимани, рурални средини, во Пустец, во Анадолија, во Измир, например, Мениса, кај што е големата македонска заедница. Секогаш идентификацијата е огромна. Ме гушка, децата трчаат по мене, и го бараат мечот. И ви раскажуваат некои приказни од кои навистина ви застанува здивот. Има еден филм Камен меѓу две ниви, му благодарам на Господа за тие гостувања, се снимени 5-6 филма кои се одени на фестивали. Например, во Голо Брдо, кога ја заклучија гимназијата, луѓето стоја простум, без столчиња, ја гледаа представата пред селската гимназија. И снимено изразот на лицето на тие луѓе, како плачат без солзи, кога Александар им се опраќа. Представата се викаше Деноноси и почнуваше со хор кои сме ние, македонци, чеда на Македона Бога, каде одиме да го освоиме. И се креваше еден дамар и ги гледате тие лица на тие луѓе. Потоа доаѓаат и ве гушка, децата трчаат, тоа им го дадам мечот. Или последен пат лани за Ѓурѓовден во Гора, кога викнав кој сака да биде Александар Македонски, трчаа деца да ми го грабнаа мечот и трчаа по мене 50-100 деца, еве го македонецот со мечот. Значи идентификацијата е страшна. Кај помаците на Родопите, исто така со Александар Македонски, со тој меч, но не одевме да убиваме, одевме со збор, нели да шириме култура и македонизам, Европа без граници. Домакинот ми вели: Тихо, знаеш ли кои сме ние? Помаци на Родопите, огромна заедница. Огромна заедница, 350.000 луѓе во Бугарија, 150.000 во Грција. Осворавени. И ми вели: знаеш ли кои сме ние? Кои сте вие? Ние сме најверната војска на Александар Македонски.
Ние сме тие што се бореле со него. Не треба да учиме историја. Ние си ја раскажуваме од дедо на дедо, од прадедо. Така како што прават сите македонци. И секаде, замислете во Пирин или било каде, тие се идентификуваат со Александар. Значи, постоел тој човек, го испратил Господ, да отиде до Индија, да ја донесе врската со духовноста. На една англосаксонска документарна серија убаво се кажува дека зен-будизмот е настанат под влијание на Александар Македонски, да ја спои религијата, да направи македонистичка религија, но не било дојдено времето. И тој тогаш на 33 години, слично потоа како Исус Христос преминува од материјалното во духовното, се појавил Александар за денеска ние да се разбудиме, да се спознаеме самите себе си, знаејќи дека Македонија ќе се обидат да ја распнат. И имаме земно време и Божјо време. Македонија е во Божјо време. Постои во три состојби, во минато, сегашност и иднина. И тие сакаат да ја земат, да си джебот. Не заборавајќи, односно заборавајќи дека земјата е таа која зема. И затоа се вика земја. Оти човекот е во земја и се враќа, го плаќа данокот што јадел, што пиел, што ја сакал или не ја сакал земјата. Значи, секогаш кога ќе поминавме таму, еве сега, недела дена помина од последното гостување во Пиринско, а да кажам дека 5 години не добивав никакви средства од страна на Министерството за култура, што многу ми паѓаше тешко. Значи, кога во оваа земја треба да им објаснувам на многобројните покани од сите соседни македонски заедници, кои ни се лични пријатели, дека нема средства, не пуштат и така. Натаму, после 5 години, влеговме во Пирин. Многу работи се променети, од кога последен пат бев. Како што влегува луѓето во Европска Унија, таму работата е стегната. Луѓето се плашат, ја нема веќе слободата на действување. И сега да не почнеме да раскажуваме тажни работи. Значи, слично како во Грција, во Република Грција, каде што македонците во Европска Унија се потиснати, сега се потиснуваат во Пирин. Да, иако постојат до клучниот момент. Постојат анализи од така наречени аналитичари дека во тој момент кога ќе пристапиме кон Европската Унија и границите ќе се отворат, тогаш доправа ќе се случи духовното обединување на македонците и на македонецот каде и да е. Сакам да те прашам следново. Значи, сите овие македонци наши живееја во различни системи, овие што ти ги посетуваш. Тие системи резултираат... Имаат и различни верски. Половина се христијани, половина се муслимани. Може би различни верски убедувања, да. Што не ги прави повеќе или помалку... Македонското етничко чувство, песните и адетите. Македонци, да. Така е. Живењето во различни системи резултирало со различни цивилизацијски, да речам, може би, нивоа на функционирање во кое што во моментов се наоѓаат. Сега, веројатно се пиринците нели многу понапред отидени за разлика од оние во Пустец. Во тие така наречени цивилизацијски придобивки, нели, првиот век. Меѓутоа, тоа што го сочувале како есенција, како македонска енергија во себе, веројатно е непроменлива една категорија без оглед на тоа во кој систем сте растеле или какви учебници сте учеле или во која црква или џамија сте оделе. Значи, основните, можеме со неколку зборови да се поврзат сите тие луѓе. Едниот е орото и песната кои се божествени. Тие се посветени на Бога, му се пееле на Бог, се играат и се пеат за сите адети. Прослави, свадби, таги, дури и за тагите се пеат таговните песни. Редењата се пеани таговни. Тоа се песните. Второто е леб и вино. Те дочекува со леб и вино со отворено срце и душа. Так. Третиот елемент е човеколюбие. Никој никого не мрази. Те дочекува каков што си, каков што постоиш, што сакаш да бидеш. Не ти се наметнува. Дури ние никогаш не ги прашувавме дали сте вие или не сте. Тие се отвора и велеа, ние сме македонци од Александар. Ние раеме приказни, ние знаеме и така натаму. Ината е она што Александар го правил, го укинал робството, укинал продавање нели на луѓе, ги дозволил локалните религии и ширил еден заеднички свет. Тоа е суштината на македонизма. И тие луѓе се просветлени. Вие ќе ги препознаете, немаат трунка агресија. Да. Туку имаат само човеколюбие, верба во Бога, работат, вредни се и никого не мразат. Тоа е македонизмот. Може би е тоа, пак ќе повториме, кога Александар го освои светот и виде дека не може да нема никакво задоволство од тоа да победиш со меч, бидејќи не е созреан духот, тие повторно се испод тепа и се уште водат војни и се уште не може да го постигне тоа што го постигна Александар, да го дочекуваат како ослободител, бидејќи тој ги прифаќаше сите. Значи тој беше пред своето време, влезен во Божјо време. Тоа е суштината на сите тие луѓе.
пеат заеднички песни, играат ора и сакаат едноставно, не сакаат никако да мразат, не сакаат да се убиваат. Значи тие се веќе влезени на еден начин во тој ми Божјо текнува време. што рече царицата, јас ја нарекувам од хунзите, или таа жената на мир. Тој врвниот во хиерархијата меѓу хунзите, кога упатуваше покана до нашите луѓе, и до македонците, и до Македонија. Остана впечатлива една реченица, вели, дојдете во светот без криминал. Овде, таму не постои криминал, знаете, и сега тоа може би фантастично звучи од оваа дистанција, од оваа перспектива. Кој е тоа парче земја, особено замислата како дел од Пакистан, во рамките на денешен Пакистан или под администрација на Пакистан. Меѓутоа, 50.000 луѓе, македонци, 23 века живеат некаде на подножјето на Хималаите во еден свет без криминал. Замислете која е таа... Тоа е македонизмот. Да. Тоа е суштината на просветлувањето. Во која не се случило кражба, а камоли убиство или нешто, некое полошо кривично дело, нели? Што е секојдневие во високо цивилизираниот западен свет. Среќата што веројатно тие цивили добивки не стигнале се уште до нив. Но суштинско е што сите тие, било каде да земете од околниве соседни земји, немаат основни човекови права, немаат образование на мајчин јазик. Не ја финансираат нивната матична култура како македонска. Може би ја финансираат, ама да биде под друго име. Ги присвојуваат едноставно, сакаат да ги асимилираат, да исчезнат. И пак да ги претворат во нешто друго. До оној степен на грабеж, значи нешто што е останато веројатно искаат да го победиш соседот, да му одземеш се што има и што ќе правиш понатаму. Мислам дека суштински цивилизацијскиот код е поинаков. Тоа е суштината. И македонците од нација ние преминавме во верски правец, како да речеме. Македонизмот стана нешто што е како религија. И имаме нации кои од религија станале нација. Суштината на македонизмот е таа. И сега повторно тие се негирани, замислете, еве сега ќе ви дадам пример, во Косово најсвеж пример. Сите јазици се дозволени, дури и српскиот јазик се тепа, во гора не им е дозволен да учат на македонски јазик. Те мислам дека на вистина се поставува нешто што нема елементарна логика. Истото ви е во гора во Албанија или во Голобрдо, само во Пусте се учи до 4-то деление на македонски јазик, а огромна популација на македонски живеат таму. И ние сега имаме аршин на двојство. Дали овој народ треба да биде распнет, поништен и ние да седиме и да молчиме. Суштината е многу. А најнакрај за историјата, ако почнеме да се фатиме. Ајде да се фатиме малку, бидејќи ги спомнувавме сите овие наши драги луѓе и македонци, браќа по крв надвор од ѕидиштата, што велиме. Меѓутоа овде кај нас, каде што сите ние слободно можевме да се изразуваме, слободно можевме да читаме и учиме историја, да ги декларираме нашите мисли, нели, без страв кој што и како ќе каже. Меѓутоа, сепак, еве и до ден денешен го спомнавме примерот или примерите пред малку за така наречени политичари и врвни во оваа држава некогаш и сега, кои нели ве убедуваат во нешто друго. И не само тие страна тие, тоа е нивни проблем, нека прочитаат малце па ќе дојдат можеби до некои сознанија. Или некои луѓе велат, ма пушти ги тие одработуваат агенди, нели, и веројатно е тоа така. Меѓутоа, овде дуализмот во таа смисла, нели, за таа собствена идентификација беше многу евидентен, постоеше, како што многу добро знаеш. Дали сме биле од 6-тиот век, дали сме биле од Филип и Александар, дали сме, нели, дошли од Задкарпатите со цевките или сме уште од неолитот. Значи, не постоеше научна мисла која здраво заготово, нели, ќе ви пласира информација која како еден обичен ученик во училиште, како мојот син и твоите деца, предпоставувам во овакво во училиште на час по историја ќе си го прочитаат, ќе им го предаде некоја таму наставничка или наставник и ќе си го прифатат како научна вистина од која треба да се тргне во нивната размисла за светот и за себе си. Кај нас се случуваше нешто сосема спротивно и обратно. Сигурно, нибрана да се предава. Значи, духовното робство, повторно ќе повториме, е страшно, тоа беше забрането. Идентификативноста беше дозволена, историјата како приказна, која вие кажуваат, која може политичката историја. Значи, пак ќе дојдеме до суштинската работа. Да тргнеме од Хомер, например. Хомер ја спомнува реката Вардар како акси, и Пелагонија и Пелагонците. И сега ќе речеме, до денеска постои Пелагонија и Пелагонците, нели? Дури Пелагонија автобусите се именуваат и тука е еден код. Реката Вардар е како света река.
акции светите води. Акции чие што река со светите води, чие што земја со светите води ја кваси. Акции е значи света вода. И денеска се фрлаат, како старите пеонци што го фрлале царот во реката, се фрла крстот за да се освети водата напролет. Така било. Истиот адет. Пеонците пиеле сокче од просо. Значи, тоа е еден суштински код. Има еден камен во Мигне, ќе кажам неколку податоци само, откриен во Струми, тиран 6 век од оваа ера. Од постмакедонската ера, од ерата на Исус Христос. Нели? Каменот на Мигне на латински напишан и дешифриран, објавен во акта Велиуса на Бранко Панов. Стримонската тема, се го кажам на македонски, наместо македонците ја пасат скитите. Значи во 6-тиот век имаме ние артефакт, доште некои скити тука. Во Струмица, во стримонската тема, се уште постоеле македонците. И сега кога тргнете назад, Скит му е брат на Херакле, а Херакле нели прадедо на Александар, значи тие се роднини скитите, заминале таму и биле скити, а овие формирале една цивилизацијска општество, се вратиле. Тоа е еден код кој нема каде да се бега. Второ е зборот скловени, кој постојано се наметнуваше тој словенизам. Значи склавонае, склавоне, склавон, латинско-романски топоним по Макс Фасмер, нели? Означува административно-територијална единица на Римската империја, после која Македонија е поделена на 4 склавини по поразот на Персеј од Емилија Павле 168 година пред нас. Е поделена на 4 склавини без можност за комуникација, духовна, материјална, значи мажачки, женечки трговија, слично многу како што до денеска постоеше овој македонски зид. Значи тоа е котата на склавиниите, склавинизмот. За разлика од тоа, именувањето како македонци не е прекинато, никогаш не е прекинато, постојано се пројавува. Една книга најдов во Албанија, во Саранда, и замислете во Саранда, во Јужна Албанија, топонимите на општина Саранда, ги читам топонимите, не можам да поверувам. Од 40 на топоними, 30 се македонски. Добра, Граждан, Бистрица, Арна, Црквица, сега не можам да ги памнам. И прашувам на англиски една од туристите, една девојка, од каде сте од Тирана. Што значи, викам, добра на албански? Не знам. Што значи, не знам. Викам, сигурно е локалниот, мислеше веројатно на грчки дека е. Значи, наоѓаме една книга од Аритон Чека, од илирите до албанците на англиски јазик, ја земам книгата, читам и векам, некој ќе ја прочита, ќе рече, навистина е проалбанска, суштински, но кој ќе ја прочитате, ќе се фатите за главата. Албанија е посејана со антички македонски гробови, на генерали, на заповедници, на херои. На еден антички гроб, го цитира надписот, Бодрач, вака вели, падна во македонската земја. Патнику, кога ќе дојдеш на моето почивалиште, немој да го уриваш, бидејќи и тебе може истото ти се случи некаде таму по друго место. И сега авторот коментира, да, вика, тоа било кога Албанија била окупирана од македонците на Александар. И сега ние имаме, пак ќе речеме, илирска приказна и ќе го отворите Аријан, ако имате време да читате книги, и ќе видите дека на страната во Гавгамели Арбела борбата Аријан, значи изворен автор, на страната на Дарий се бореле албанците, на страната на Александар се бореле илирите. И сега едноставно ќе се поставите прашањето, не можете вие да бидете двајца. И историјата со такви, да речеме, суштински неверојатни факти кои е доволно да ги видите и да ги пролистате, што велите, и се ви е јасно. Научно да се докаже дека македонците се македонци. Па мислам дека на вистина поголема глупост не можам да разберам. Да, и тоа доправа да го докажуваме вака, и пак ќе свикуваме. Има многу книги, тие се тука. Замислете, се објавуваат книги во Албанија, во Бугарија, во Грција, веќе се објавуваат. По цел свет за античката македонска приказна. Тука нема каде да се едноставно, пак ќе речам, ние со македонските ора можеме да докажеме дека метричките стапки во современата поезија сите се содржат во македонските ора. Најнакрај се поставува клучното прашање, зашто работат тие се словенски институт, тие треба да се викаат македонски. Во македонската природбеничка литература изразните средства што современата европска поезија ги проучува допрвин, а не може да ги направи, да ги напише, постојат во народните, во збирки Цепенков, во Верковиќ и така натаму. Значи, сите изразни средства, метафора, анафора, алегорија, персонификација и го нарекува словенска антитеза. Ми се молам, каква словенска антитеза? Дал град
3 пати Да, прашање, 3 пати одговор, поставаш прашање, па метричка на крајот стапка, си рам даваш пам пам одговор. рам пам пам Да. рам пам пам рам пам, тоа се оние ора што се играат натака, навака, рам пам парам пам парам пам тарадам дарам дам дарам дам, и самата во метриката има македонската антитеза. Значи првото оди дал град по линијата житорот не ги беше фатил, ни град по линијата житорот не ги беше рам там тарабадам табадам дарам дам, прашање и одговор, самото се сеќава. Да. И така натаму, безкрајна приказна. И сега се поставува прашањето. Албанија не знаете колку има антички македонски гробови. Тоа е мноштво, како што ги обравил Наритон Чека, from Illyrians to Albanians. Да, тие Каде се податоци, тие да. во Егејско? Требаше да ни го навистина- направат споменикот на Скиндербек таму насред Скопје. А тоа е грамотата на Ѓорги Кастриот, ја имаме ние, јас, Иван малце да си Кастриот, отвориме очи со синови за Репоша, Македонија, која Стиниша. значи мијачката држава која се протегала И до сега Дража видете, во Подгорица и 9 така век натаму, имаме така универзитет. наваму. Да. Така ли е? Во 17 век Кратовско-Лесновска, ајде да го ставиме Свети Климент. Во 17 век, 16 Кратовско-Лесновската превишувачка школа. После 150 до 200 години во Будимпешта, Загреб, натаму нагоре се ширело писмото. Автентичен јазик нема до 19 век никаков. Никакво писмо, освен кој не латински, кој не македонски на Александар, и другиот е средновековниот македонски јазик, односно на кој Свети Кирил ги преведувал сите јазици, ги познал. Не постоел јазик унифициран. Англискиот јазик, ајде да дојдеме, и тоа ми е, се состои од 3 елементи. Англосаксонски, норманско-француски и латински зборови. Англискиот јазик може само јамска структура да направи. Јамската структура е нагласен втор слог, значи, а првиот не, што не е можеби својствено, но во охридските песни го има тан-тан, 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 тарарам. Например, а латинските зборови во Шекспир, например, половина ред е англосаксонски, половина е латински. Латинските зборови му даваат динамика и сила на Шекспировиот јазик. И сега што ќе зборуваме кога во 9 век имаме писменост, кога Ѓорги Кастриот пишувал на средновековен македонски и тие велат да, ама тој пишувал оти на тој јазик се пишувал тогаш, па кој друг јазик постоел суштински, ако ќе видите, топонимите во Албанија се напишани на нашиот јазик. Но најнакрај не мора да им го земаме, но повторно ќе речам, од македонската историја може да дојдат сите, но да ги изфрлате македонците на вистина, мислам дека е незрелост, нехуманизам, неевропејство и дека е нешто што не е зрело и веројатно ќе треба да помине време, во последно време го кога ќе нарекувам мора неписменост. еден ден да се извинат на македонскиот погром, на овој нецивилизацијски код што се прави, на сето тоа што им се правило на луѓето, да им се забранува песната, јазикот, идентификацијата како човек. Мислам дека е код на нешто што не враќа во длабока сфера на некое диво време. И затоа Македонија е потребна. Македонија е земјата во која ќе треба Европа да се огледа и да созрее. Европа ќе треба да Една созрее. соговорничка во Македонија му вели во тој случај би се пореметила небесната хиерархија. Нас може да ни се Ја лутат поздравувам политичарите. Јас ќе речам, Ошо што вели, политиката е болест, суштински да го земеме. Тие ќе направат се за да останат. Они сакаат да останат на власт, зашто тука се парите. Тука е моќта и така натаму. Да. Обичните луѓе кои ги раздаваат своите добра за да отидат како Александар се потребни. Нема друг човек како него. Не дека ќе тврдат тој убивал кога тој одеше напред, влегуваше сам, живееше како сите. Значи, разликата меѓу, па дојдеме, добрите политичари не може да видат богати, а народот сиромав. Така. И сега доаѓаме до клучното. Александар раздаде се неколку пати и живееше како сите. Како Исус, како стоиците, како Аристотел, како филозофите, како Свети Климент најнакрај. И да, овој вториот дел пред рекламите, тихо, значи, многу е грубо, материјалистички, меѓутоа сепак се сведува на крајот на истото. Сето ова што ни се случува се сведува пак на такви грубо материјалистички причини и соображенија. Значи, да се руши нешто свето во име на нешто материјално. Е, тука е гревот, кој на крајот ќе го платат тие со материјалниот контекст, нели? Треба да бидат свесни за тоа уште во старт кога го прават. Сигурно. Време е за реклами, а ние ќе се вратиме повторно во студиото.
И баш разговараме и имаме намера да продолжиме во текот на Македониум со тие некои такви периоди кога луѓето кои ги застапуваа овие тези и овие теории и сакаат да обнародат оваа вистина и да ја споделат со други луѓе, со другите македонци околу нив, беа третирани малце на начин што не сакам да го спомнувам во оваа прилика. Нели, меѓутоа тоа беше еден негаторски вака принцип на прифаќање на тоа што го кажува. Сега поминаа не толку многу години вака, нели, кога ќе се свртиш на назад тихо, а гледаш дека практично не било бадиела сето тоа што си го правел. И напротив, не само што не било бадиела, туку вродило една позитивна македонска енергија. Тука е веројатно тоа што нели ти ја полни душата, ти ја дава сатисфакцијата и не ти требаат тука нели материјални сатисфакции, материјални добра. Во оној момент кога ќе го почувствуваш својот народ освестен, мисијата наша на ние така наречените македонисти, мислам дека се исполнила. Сигурно. Сега добро, малку ни помогна тука и НАТО, и Грција, и Бакојани, и така натаму, такви тие се зададени Божји состави. Меѓутоа може би биле пратени точно со таа намена вака во ситуацијата. Значи, ќе дојдеме, ајде да тргнеме од Аполоновото свештилиште во Делфи. Има две реченици кои се мощне важни за да се разберат состојбите. Првата е спознај се самиот себе си за да бидеш силен. И втората е ништо премногу. Ништо премногу? Ова не го знам втора. И, значи, некаде 95-та, 94-та, од кога се вративме од Албанија, првото гостување, во еден весник Дело, нели, кој тогаш пишуваше одредени, се појави одредени негирања и теми, дали постојат македонци или не, и се појави, например, Ташко Белчев, одредени луѓе. И ние полека се најдовме, така да речеме, ги најдовме тие луѓе и 95-та, 96-та во рамките на Дионисовите чествувања, возобновени македонски слави, ја направивме првата трибина Македонците од древнина до денеска. Добро се сеќавам, трибината почнуваше во 20 часот и завршува, не се уште траеше во 2 часот после полнок. Чуварот во салонот 19:19 ни викаш, ајдете бе луѓе, одете си да спијам. Значи, се случи нешто што беше навистина шокантно. 100-200 луѓе седеа и ја слушаа забранетата македонска вистина. Тоа е веројатно тоа вообичаената реакција овие теми. Значи, официјално никој не реагира или во наводници не реагира, меѓутоа тоа многу вака притаено доаѓаат до тебе реакциите. Меѓутоа, неофицијално до обичниот народ, до обичниот македонец, тоа секогаш допрело на вистинскиот начин. Тоа е моето чувство. И така, значи имавме 8 луѓе кои беа директни учесници, потоа неколку години, значи од 95-та, 6-та навака, прва четворка, македонската четворка од Скопје беше доктор Ташко Белчев, Васил Лилјов, Ангелина Маркус и Вангел Божиновски. Сите ги знаете. Ти така почна приказната. Тие се дел од Македониум, се читаат меѓу редови. Кои навистина истрча со Божја волја направија навистина едно просветлување како преродбеници, како апостоли на некоја мисија што требаше да ја завршат. Так. Втората вечер беше битолска Кумановска, доктор Душко Алексовски, Симе Пандовски и Ѓорѓ, Бог да ги прости, не се веќе меѓу живите, и доктор Ристо Ивановски од Битола. Навистина тоа беа трибини кои, како да ви кажам, како некои работи кои се кажуваа со аплаузи. Се веќам на зборовите на Душко Алексовски кој излезе, кога кажуваше дека има карпеста уметност. И се уште му е памтам интонацијата, бојата на гласот. И вика, излегов и кога најдов карпеста уметност, клекнав и ја бакнав македонската земја, 200 луѓе аплаудираат. Или Ташко Белчев, кој ги кажуваше етимолошките работи, Ташко Белчев кој е еден македонист, на кој Македонија треба да му се поклони. Тој прв ги постави темелите на етимологијата, бидејќи тој го познаа новогрчкиот јазик и познаа една дузина јазици што се од средновековниот македонски словенски јазици. Тој човек е сега заборавен. Тој ги постави темелите. Тогаш го сметаа за улав, нели, како апостолите, како некој што не им верува, како Ѓорѓија Пулевски, например, кој знае како го сметаа. Или Васил Илјов што го дешифрира печатот Сал со Богосум, или Вангел Божиновски кој има збор да поведе, а Ангелина Маркус тога стана од публиката и рече, јас морам да им се извинам, значи зборување на моите студенти и ученици што сум им предавала за некаква си Грција, таа не постои.
Значи човек треба да се извини, да се соочи, да се сосредочи на самиот себе си, да се спознае самиот себе си. Или Георги Котевски, Симе Пандовски, кој дошол со еден куфер книги од Канада. Или Ристо Ивановски, Па да ги спомнеме Иксантика, ми се чини меѓу едни од првите здруженија. Покасно, отпосле се дојдени, сигурно потоа се вклучи и други луѓе. Од тогаш памтам јас стихот. Да. И тоа беше веројатно нешто што им било дадено на тие луѓе, на тие трибини. Да. Сигурно биле добро проследувани, имаме снимки, ние имавме проблеми од сето тоа, од службите на државна безбедност. До разни закани, кога прв пат сум го видела тихо да им кажам на гледачите на еден роден ден на Александар Македонски, кој веројатно само таа група на многу тесен круг на луѓе го прославуваше на скупи со години наназад и традиционално, каде што секаде каде што не кања, бидејќи го играв Александар, доаѓав да настапувам. Значи до разни економски закани, сето тоа, и пак ја речеме, оваа држава се уште не беше слободна, дај Боже да се ослободи, нас македонистите да не остави да работиме. Значи една земја која е зрела, ќе ги остави луѓето кои работат за неа, ќе ги стави на пиедесталот додат напред. Еве сега ќе го спомнам Павле Воскопулос. Јас ги познавам сите водачи на македонските заедници, лични пријатели сме пееле, сме се дружеле, сме играле представи. Од македонците во Албанија, во Егејско, во Пиринско, од помаците, сите ги познавам лично. Павле Воскопулос на денот на чествувањето на обележувањето на смртта на Симе Пандовски обитува ми го кажа ова и морам да ви го кажам, навистина е тажна. Тихо ми вели: грците да има еден ваков театар како Скрби утеха, ќе ве позлатеа, ќе ве ставеа на фотокопир, да ве умножат на 100 примероци, да ве рашират по светот. Вие сте еден и не ви даваат средства. Тоа ми го кажа Павле Воскопулос. Тоа е навистина, вистина која тие ја дознаваат за нас. Затоа што кога нам не средства да одиме или не ни даваат да гостуваме, тие ги погодуваат македонците во Пирин. Тие се чудат зошто Република Македонија не испраќа културен театар или пејач да гостува таму на, еве сега кој се чествува Јане Сандански. Или во Преспа се чудат зошто не може да гостува театарот. Тие се велат Република Македонија не ја интересира. Таа не сака нас, таа не почитува, а ако не почитува, не го почитува својот народ, таа Република не се сака самата себе си и не знае што е и кој е, и тогаш ќе ви дојдат на крај и ќе ви речат: вие од денеска нема да се викате така. Епа не може така, затоа што имињата се божествена работа, не ги даваат обичните во земно време. Тие се дадени од Бога. И тоа е приказната. Како што јас нити можев да поверувам дека еден ден ќе го играм Александар Македонски, нити дека ќе се идентификувам толку па да трчаат децата од Пустец, од Преспа, од Пирин, по мене да им го дадам мечот на Александар. И ние имавме една представа во Измир, во Анадолија, еден наш актер, и тој почина, Бог да го прости, Маријан Коцев. Имаше една сцена во Измир, во Мениса, не знам колку 5000 луѓе имаше, веројатно во едно мало кај што живеат македонци, да го крена мечот и му го подаде на едно дете. Имаше еден монолог: Македонија е во опасност, да ја помогнеме на мајка Македонија, атакот ќе го започнеш ти, и го даде на едно дете. И мечот почна да се прелева, 5000 луѓе се крена и публиката влезе во представата. И од тогаш, кога играм на некои такви места, обично поставам прашање. Кога го поставив прв пат, во Пустец се шокирав што се случи. Кој сака да биде Александар Македонски? Рипнаа децата и го зема мечот едно дете. Тоа се случи пред 2 години. И детето почна да кажува стихо и снимено е на камера: да се бориме ние на Александар Македонски за свето, за одржен монолог пред згрегоренава публика. И од тогаш кога ќе кажам кој сака да биде Александар Македонски, дали е во Гора, дали е во Голобрдо, дали е во... Знаеш што има кај тебе специфично, веројатно во целата оваа комуникација на повисоко ниво што ја правиш со овие луѓе надвор. Ние точно со Ангелина Маркус, што ја спомнавме пред малку, и со Ниче Ровски, ми се чини се презива, значи говоревме малку на таа тема, што било тоа кај Александар, што успевал, нели, да повлече со себе цел еден македонски народ, нели, да ја спои, да ја сплоти таа енергија, нели, и до крајот на светот, до таму до кај што тој мислел. Ете што било. Ете што било зборот, ораторството, според Ангелина. Значи, ова што ти го кажуваш е само пример, можеби, зашто е потребно да се обратиш со вистинските зборови на својот народ за да те разбере, нели? Еве ќе ви кажам еден пример. Тогаш народот ако му кажеш дека е твој и ти си негов, а ти си му цар, нели? Нема тука крај. Во Тресонче сте биле? Сум била, како не. Мостот Еленски скок. Јас сум од Гари, инаку, да. Така, таму е... Мислам, татко ми. Мостот Еленски скок е, навистина, човек треба, здивот му застанува. Стојам јас на мостот пред 5-6 години
и го гледам вака, не можам да поверувам какво чудесие. Кога од другата страна шарпланинци и овчар со овци стадо оди, дојде до мене, кучињата да ми извади сиренце. Како си, што викам, мостот кој го изградил, викам. Мостот римјаните. Како викам римјаните? Викам, мислите дека Цезар дошол да го изгради мостот? И ме гледа вака. А викам, дали од овде овој крај има некој што зида? О, па ние зидаме до Цариград, ние. Па викам, ти мислиш Цезар дошол да ја зида? Море, прав си, момче. Значи, приказната е многу. Зошто го сакаат Александар? Па затоа што тој живеел обично. Так. Тој јадел што јаде војската. Како што тие биле Спиел дел од како него. што јаде војската. Го разделил имотот. Значи, живеел во единство со нив, одел напред во битката. Политичарот, државникот треба да го предводи својот народ. Тој е огледало. Во него треба да се идентификуваат луѓето. Тој треба да се жртвува за својот народ. А не да зема странски подпишува, да се откажува и не знам што да прави. Тој не е избран за да... Простете ми на зборот, да краде, да пие, да зема други државјанства, тука е избран да се жртвува, избрале. Така. Инаку дај ако не можеш ти човеку, пушти некој што сака. Па ние ги знаеме тие. Ево овие 8 луѓе што ви ги наброја. И дури во цивилизирани земји тихо тие луѓе не остануваат никогаш во нивните земји каде што пред тоа се представувале како политичари. Па Тунис е еден град има во Тунис се вика Сиди Бусаид. Сиди Бусаид е познат по такви политички емигранти избеглици кои веќе не им е местото во земјите во кои што некогаш биле политичари. Па има разни места така, можеби нашиот да размислат некои така. Каде би им било згодно. Да се вратиме на убавите теми, да. Треба да се вратиме. Македонија мора да се ослободи да ги пушти македонците да работат за неа. Луѓето што вредат, значи едно зрело општество, што ќе ја афирмираат, што ќе ја слават, да ги пушти со културата, со уметноста, со било што, еве и со медицината. Ние бевме сведоци до скоро каква се врчеше битка, негација против Филип II, против Жан Митрев, кој е светски познат човек. Македонец и спонзор на македонска култура, колку се негираше, а тој е стручњак кој го признаваат по светот, е прогласуван од Американската фондација, прогласен за академик, тука не му даваа да предава. Замислете кој е апсурд. Никој не е пророк во своето село, но Македонија не е село. Македонија е света земја и таа ќе мора да се ослободи. Македонија не може сега да припаѓа на сите, а македонците да немаат, значи ние македонците во Република Македонија да ги немаме своите човекови права. Кога ќе се ослободи тоа, кога ќе се ослободи културата. Ние, например, ќе ви кажам, неколку филма снимени по овие гостувања. И ни велат националистички се такви. Кога бакни го сонцето замине на 5-6 меѓународни големи фестивали во Чешка, например, кај школата, прашката школа на кај што е завршен Милош Форман, или сега во Германија еден филм за Ѓурѓовден во гора во Нирнберг, голем фестивал. А филмот е снимен со полуаматерска камера. Тонот не е добар, но приказната е силна. Филмот за Ѓурѓовден во гора замина во Индија на еден голем фестивал. И тие ни велат Александар Македонски повторно дојде во Индија, ми праќа порака човекот од фестивалот, бидејќи во филмот. На крајот на филмот Александар, односно јас ги играм Ѓурѓовден и викам кој сака да биде Александар Македонски, децата трчаат по мене и ме гушкаат. Тој вели Александар повторно ја освојува Индија. Значи културата е таа која ќе не афирмира, таму не признаваат. А ние внатре во себе си се уште ќе дискутираме дали требало или не требало. Клучната работа која ќе ја направеа, ако ја зборува вистината нашите политичари и водачи кои ги избрал тој народ. Не ги избравме само ние. Јас не можам никого да избрам. Народот ги избрал, така била состојбата. Освен ако не се замисли дека тоа се правело по некоја полнење на кутии и лажирање. Да ја зборуваат вистината. Тие не може на народот да му зборуваат едно, ни продаваа Европска Унија и НАТО, и одеднаш тие им велат нема. А ние направивме многу и многу понижување на овој народ. Да зборуваме за името во Обединените нации, територијални определби, рамковни договори и не знам, уште договори, откажување од знамења, договори, да, устави и така натаму. Значи некој да рече дали ќе се откажете вие да не бидете човек, да бидете животно. Едноставно да го прашаме овој народ, дали би се откажале вие во името на вашите политичари да не бидете луѓе, ќе ве примиме во, а не знаеме каде ќе не примат, можеби во зоолошка градина. Пазете која е интересна работа. Зидовите се затворени. Македонија е окупирана. Ние не можеме да поминеме во Пиринско и во Егејско слободно, ни со култура, ни со ништо. И ќе одите таму, ви го фрлаат пасош и ти се расправат. Ако сте поисплашен, ќе ве вратат, нема да ви дадат виза, ако не ќе се расправат. И да ви раскажам безброј приказни со грчкиот конзулат Михалополос по телефон, што сме си правиле муавет, како сум се дерел во Американската амбасада, затоа што тие не ме почитуваат. Не ми кажат, не ви даваме виза.
Па што не ми каже, дека е Джулија Ротер Борис? Не видам. Па нека се јави, нека ми каже. Михалополос ми се јави, господине, грчкиот конзул. Од безбедносни причини не ви даваме виза од Атина, не јас, простете. Вика ми благодарам што сте искрен. Пак завршивме работа. Сега ми се јави Михо Михов. Нема проблем за вас ке добиете визи. Одам во бугарската амбасада, ми го фрлате документите. Еднаш, два пати, три пати да го слушате, господјо. Последен пат се ваѓам, се јавам на Михов од фотокопирница. Да фотокопирам некој глупости ме тера. Каде е амбасадор Михова сове, јавите му се, имам проблем со таа вашата, влегувам трет пат и последен пат, да сте живи и здрави. Одам таму, ја нема веќе ова. Ја викнале горе, ама вие сте безобразен, па викам, јас сум уметник и добрососедски односи. Ке ви дадеме виза. Што е тоа скрби утеха? Скрби утеха е театарот кој играше во Софија кога немаше граници. И вака ме погледна. Овој ме гледа на безбедувањето и се чуди. Значи, можете да се однесувате како човек или не. Да не заборавиме, 2 филма, Бакни го сонцето, Камен меѓу две ниви и 1000 години како денот од вчера. 3 филма во кои се појавува Александар Македонски. Игра на Солунскиот International Panorama Independent Festival. Игра во Солун. Истата година, кога Виножито држеше конгрес, а тој што викаше конгрес ке држам не одржа, кога се имаше, не знам дали нашите медиуми објавија, огромна маса од 200 луѓе се тепаат со милицијата, да ги утепаат Виножито. Фрлаат столчиња, дрвја, камења, милицијата стои. По половина час Виножито пие кафе во нема организирано. По 10 дена или 20 ние играме со филмот 1000 години како денот од вчера. Филмот завршува еден ден, Македонија повторно ќе биде една и удира печат. Играме во Солун, 80 на луѓе може би имаше. На вистина морници ми помина, кога ги видов снимките како била таа трпачката со луѓето. Значи беше во Солун, никој не реагираше. Освен двајца луѓе, абе дека сте наши листа од Виножито, така го запознав Нико Василијади, кој издава весникот Лоза на грчки јазик, но ја објавува македонската историска вистина за Илинден, за Гоце Делчев, за од Пела, за Крстен Мисирков и така натаму. Добро што не сме седе овде и не сме седе тука, иако сме малку. Чудна е македонската енергија, ќе се пројави на најнеобични места, во најнеобични ситуации и ќе создаде можеби најнеобична атмосфера. Само за Никос да кажам, Никос потоа го депортира, после 3 години не ги примаше филмовите, сега е веќе во Атина, не е во Солун, бидејќи работеше во образованието, таму прави фестивал, но чудно оваа година 3 пати го праќам филмот, не стига. Пак се јавувам 3 пати, а Павле Воскополос од Виножито вика, па поштата изгледа вика нешто расипана. 3 пати го праќам филмот, никој стигна филмот, Цијаниди се вика дечкото на фестивалот во Атина, не стигна. 3 пати препорачано го праќам и ќе да кренам раце и да се бора. Ајде, мислам дека е време за уште едниот блок на реклами, зашто јонака мислам дека веќе го промашивме предвидениот термин, ама ќе имаме време уште колку да се поздравиме и да кажеме една убава порака за Македонија каде и да е. И уште многу македонски теми останаа недопрени вечерва, тихо, меѓутоа јас се надевам дека ќе имаме прилика, здравје Боже, и во некои други околности, можеби на некои други простори, на отворено, на какви што Македонија има, нели, безброј подрачја, простори со енергетски зрачења доволни за да, нели, оној прв минимум основен за луѓе како нас го исполнат критериумот, нели, за како се вика тоа? Вдахновеност. Вдахновеност, да. Меѓутоа вечерва не недостасуваше. Слушнавме толку многу работи што ја наполнија македонската душа, би рекла, да ми се чини дека секој обичен македонец што не гледа од другата страна во сомови го има истото чувство. Дека е македонската енергија таа што покренува, ако знаеш да ја откриеш во себе, ако знаеш да ја манифестираш, да излезе од тебе, тогаш е тоа она вистинското. Што ќе кажеме вака како за крај вечерва? Јас ви благодарам што бев гостин во оваа прекрасна емисија. Ретко ми се давала можност овие години како македонист да кажам некои работи. Секогаш остануваат некои нешта недокажани. Сакам да кажам дека Македонија е земја која е тука. Таа има божествена зададеност и сите овие настани се едно големо искушение. И ние ќе се разбудиме, ќе се спознаеме самите себе си, зашто македонството е духовна сила и величие. Тоа е став и разбирање на светот.
Тоа е почит кон другите, тоа е разбирање на причината и последицата. Тоа е една божествена состојба на повисока свесност. И им посакувам на сите македонци, а ги изброј не само во Република Македонија, на македонскиот полуостров и секаде, да бидеме луѓе, да бидеме македонци, да го почитуваме ова сонце, ова земја и ова божественост и ова даденост што сме тука, што постоиме. Другото се земни работи, земно време и тоа е минливо. Силата е минлива, духовното е вечно. И затоа Македонија останува. Да сме живи, здрави, да имаме век и нека има вакви емисии, да се ослободи Македонија, да ги пушти македонистите и македонците да ја водат оваа земја. Така ќе го спасат и светот, сигурно. Так, ништо не би додала на ова прекрасно кажано. Ти благодарам само уште еднаш за гостувањето и ти посакувам се најдобро. Благодарам. Тоа беше се, драги наши, за вечерашно издание на Македониум, а вие останете со Скајнет.